ги следите регионалните вести. Нова бомба на опозицијата. Денеска во Гостивар на пресконференција председателот на општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Гостивар, Благојче Трпевски, објави нови аудио снимки за кои се тврди дека се прислушувани разговори. За Никола Груевски законот за бранители нема никакво значење, рече председателот на општинската организација на СДСМ Гостивар Благојче Трпевски, објавувајќи снимки од новата така наречена бомба во Гостивар. Законот служил за политичко пазарење со дуи, тврди опозицијата. Денеска јавноста ќе дозна вистината дека поднесувањето на законот за бранителите е уште една измама, уште една голема лага на ВМРО ДПМНЕ. Ќе слушнете вистината за оваа смислена игра. Лично Никола Груевски. За Никола Груевски, бранителите, луѓето што беа подготвени, животите да дадат за оваа земја, немаат никакво значение. За Груевски тие се само карта во неговите раце, за да може да се пазари со дуи кога ќе му затреба. Во првиот разговор помеѓу Никола Груевски и Силвана Бонева, лично од устата на Груевски, ќе слушнете дека пред легнувањето му утекнало една идеја. Дури се скарани со дуи да го пуштат законот за бранители во собраниска процедура. Ќе слушнеме како Груевски ја смислил целата манипулација. Законот воопшто да не се донесе и да се чува за пазарење со дуи. Силвана. Вели председателе. Абе синоќ ја наизоше не ми текнава, после вечерта кога се легнав ми текна една идеја. Да. Сега ние да сме скарани со овие, нели, со дуи. Да си го пуштиме денес законот за бранителите у парламент. Патеничката група. Секој ќе не разбере, таква е ситуацијата, они многу ни го повредија достоинството на македонците, на бранителите и така натаму. Да не ни вред. Ќе дојде до гласање, ќе го паркираме. И ќе чекаме момент кога им треба на нив некоја битна работа, која што веројатно и така ќе треба да ја исполниме. И тогаш ова, ќе речеме, добро, ама вие, тоа да речеме после година-две, изгласите ни го. А они што ќе пуштат овој закон за... У старт ќе им го одбиеме. У старт. Ќе уфрламе право. У старт гласање против, без многу расправа, гласање против. Без да многу се плюкаме. Пратеничката група нема да го подржи овој закон, бам, и у старт. Они ќе го пуштат, ние ќе си гласаме против. Вредства за законот за бранителите само да не ни се закочат у моментот ни се тие што треба да преговараме за нив. Од ептенки стане... Нема да се закочат. Од понеделник ќе се смируваме. Од понеделник ќе се смируваме, така ли? Смируваме од понеделник. И па тога и... Вторник, среда, четврток, негде ќе дојде, али, зошо, вака, како, така, крите, овој, оној, знаеш како иде. Објавените разговори според СДСМ говорат за партиски вработувања во државни компании како на пример во Елем. На пресконференцијата беа објавени наводни снимки во кои поранешниот пратеник Сашо Акимовски му вели на директорот на Елем Владко Чинговски дека во државната компанија треба да бидат вработени повеќе македонци од албанци. Чинговски одговара дека ниту еден македонец нема да добие решение за работа. Ало, кај си бе, Саше? Еве директор, сум Маки. Кај си? Со Маки сме викам, што правиме? Со Мартин? Па цела ноќ ноческа расправаме за овие работи што беше. Па ја знам дека ќе се расправате, ако не можеш да речеш дека е тоа завршена работа, ќе се расправаш. Него мене ми треба што поскоро да ми даеш, зашто не можам да чекам. Тоа морам да го објавам, можат сите луѓе во исто време да дојдат. Директоре, има... Да те не се чекаш уште, ти се чекаш. Не, добро, ама таму има сега еден проблем, овие наши никако вика нема теоретски шанси, појќе има албанци од македонци, тоа вика пропаст за македонците во Гостер и така додат Кирил. Пропаст е затоа што сте 25% таму. Ама не смееме да дозволиме, веруете, ја душа немам со седативи сум, цела ноќ до 2 сата. Па не дозволувајте, тогаш нема да има избор за Мавро и готово. Вие слушајте бе, луѓе, вие што сакате преку леп погача сакате. Директор, тоа е вистината. Таму има поише албанци него стима македонци и морат има поиќе од нив. Не може нас албанци да клам во Битола и во Тиквеш, кај што нема. Ама не смееме сега пред избори. Ама јас мерам да клам 30 договорени се. Кај да ги ставам? Кај да ги најдам другите? Не мораме за 2-3 да намалиме и ќе биде добро. Не можам да намалам. Тоа договорите се здуи. Толку се 28 му дадов од 150 луѓе. И веќе нема смисол. Тие бараат 40, јас ги намали на 28.
Ама ова е пропаст за гостиот, се претежува. Нека е пропаст. Нека е пропаст. Нека е пропаст. Вие не можете да правите вие рейтинг врз основа на мене, бе. Не, ние не знам, значи овие сака да одат доке нека одат ке сакаат. Дај ми ти мене список денеска до 3 сада да имам список, за да го реализирам тоа, зашто јас не можам да чекам. Ама они ми даваат список со 15 души. Нема 15, кажи му дека има 7, нека си изберат кои 7 и нека ги дадат. И ова е волонтери, бе, луѓе, што мислите вие, вработување ли ова? Ниједен нема да вработам, бе, ниједен нема да оди волонтер. Ќе ги ставам само албанците, Македонец нема да помине. Јас ви кажувам. Па вие одете ке сакате. Волонтери се овие, бе, 4 денари ке земаат 5 месеци и после ќе стојат дома. Што мислите вие, ќе ги вработиме? Нема вработување, разбирате. СДСМ објави бомби за политички пазар на ВМРО ДПМН со дуи за време на локалните избори во 2013 година. Според разговорите, ВМРО ДПМН треба да им даде подршка на актуелните градоначалници на Тетово и Гостивар, а за возврат, од дуи да гласат за ВМРО ДПМН во Куманово и во неколку скопски општини. Владеачката ВМРО ДПМН денес организира собир во спортскиот центар Билјанин извори во Охрид. Се очекуваат обраќања од председателот на владеачката партија и премиер Никола Груевски, како и други партиски представници. Како што е најавено, јавноста низ целата држава ќе има можност да ги чуе позициите на партијата за повеќе актуелни теми и предизвици. Повторно ќе бидат испратени јасни пораки за тоа за што се залага и за тоа што планира ВМРО ДПМН во наредниот период. Претходно владеачката партија одржа собири во повеќе градови низ земјава, меѓу кои Скопје, Прилеп и Битола. Во август 2014 година ја започнавме изградбата на технолошко-индустријската развојна зона Струга Охрид на површина од 30 хектари. Зоната во која инвестираме околу 5 милиони евра и која директно допринесува за привлекување на странски инвестиции и отворање на нови работни места за граѓаните. Инфраструктурно е во финална фаза и веќе летово ќе биде оперативна и ќе почнат да се градат првите фабрики во неа. Маж од Авганистан е нова жртва на македонските пруги. Меѓународниот воз, што се обраќал на релација Скопје-Солун-Белград, удрил во човекот, при што тој се здобил со тешки телесни повреди и е префрлен во ургентниот центар во Скопје. Несреќата се случила синоќа на влезот на железничката станица во Илинден. Полицијата вчера вечер откри 8 илегални мигранти од Сирија во близина на селото Градец. Имено полицијата на Клучката кај село Смоквица забележала лице како во возило марка БМВ со скопски таблици товари мигранти. Потоа тој се упатил кон селото Удово. Придаден знак од полицијата возилото да застане, истото со зголемена брзина се упатило кон Демир Капија. Поради оштетување на гума возилото застанало во близината на селото Градец, пошто сите лица се дале во бегство. По извршеното пребарување на теренот биле пронајдени 8 илегални мигранти од Сирија кои биле приведени. По извршениот разговор мигрантите откриле дека од нив се одвоиле татко и неговата 7-годишна ќерка. Полицијата започнала со акција за пронаѓање на таткото и девојчето, пошто истите биле пронајдени. Во текот на денот сите пријавени мигранти ќе бидат сместени во прифатниот центар за странци во Скопје. Дали во угостителските објекти во Тетово им се служи алкохол на малолетници? Контролираа вчера вечер надлежните служби. Од 9 малолетници кои при акцијата биле алкотестирани, 8 биле под дејство на алкохол. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово во непосредна координација со Државниот пазарен инспекторат, Управата за јавни приходи и Меѓуопштинскиот центар за социјални работи вчера вечер од 23 часот и 30 минути до 1 часот и 30 минути по полноќ спровеле акцијска контрола во 2 угостителски објекти во Тетово, инаку чести собиралишта на младите од овој град, информираат од СВР Тетово. При контролата во угостителски објект лоциран на улицата Боро Волич, затекнати се и алкотестирани 9 малолетници, од кои 8 биле под дејство на алкохол. Според СВР Тетово, малолетниците на возраст од 15 до 17 години заедно со родителите ќе бидат повикани на разговор во Центарот за социјални работи, а против сопственикот на објектот ќе следува соодветен поднесок. Со оваа контрола исто така бил опфатен и угостителски објект лоциран на улицата Јана во Тетово. Во него меѓутоа не се затекнати малолетници.
Секторот за внатрешни работи Тетово и во наредниот период планира и ќе реализира контролни активности во угостителските објекти на подрачјето и адекватно ќе ги санкционира сите пропусти и недостатоци, особено оние кои се однесуваат на престојување на малолетници и служење алкохолни пијалоци. Поради тоа уште еднаш се апелира до сопствениците на објектите целосно да ја почитуваат законската регулатива, не само кога станува збор за малолетниците, туку и за бучавата во вечерните часови, и особено оние објекти кои се наоѓаат во приземјата на стамбените згради или во близина на други здравствени, пензионерски и слични институции, соопштуваат од СВР Тетово. Тест возење на автомобили од марката Toyota денес организираше автосалонот Авточајка од Тетово во соработка со импортерот од Скопје Toyota Автоцентар. Заинтересираните имаа можност одблизу да се запознаат со најатрактивните модели и при тоа да добијат попусти. Автосалонот Авточајка од Тетово денес организираше тест возење на автомобили од марката Toyota во соработка со импортерот од Скопје Toyota Автоцентар. На неколку часовното дружење тетовци имаа можност одблизу да се запознаат со најатрактивните модели, почнувајќи од најпродаваниот автомобил на сите времиња Toyota Corolla, луксузната бизнис лимузина Toyota Avensis и неприкосновениот RAV4, основоположник на SUV класата, при тоа да добијат попусти на нивните цени. Toyota е еден од најголемите светски производители на автомобили и воедно најпродаван автомобилски бренд. Разноликоста на моделите, квалитетот на возилата и пристапните цени се одличните причини граѓаните да се одлучат за Toyota. Toyota како автомобилски бренд во светски рамки е најпродаван автомобилски бренд во светот. Во изминатите 5 години е на таа позиција број 1, вклучувајќи и минатата година, кога Toyota во светски рамки успеа да продаде точно 10 милиони 280 илјади возила, со тоа што се стекна со признанието прв автомобилски бренд кој што воопшто успел да достигне 10 милионитата бројка, а во овој случај и да ја надмине. Овие бројки говорат на фактот дека навистина голем број на купувачи на светот се повеќе и повеќе се одлучуваат за купување на оваа марка, на овој бренд. Причината за тоа е разноликоста на моделите, значи ние имаме навистина голем број на во целата гама на возила, значи имаме голем број на возила задоволувајќи значи го сечи вкус и пред се сечи джеб. Квалитетот и доверливоста на возилата се исто така одлична причина за да се одлучите за Toyota. Пристапноста на цените, бидејќи во моментов ние работиме повеќе кампањи, се со цел да ги направиме попристапни возилата за секој купувач, а од друга страна исто така и самата доверливост, како да кажам, значи станува збор за возила кои што буквално никогаш никаде нема да ве изневерат. Тоа се мислам дека доволни причини за да едноставно бидете вие на страната на Toyota. Кога станува збор за перформансите, исто така и тие се на наша страна. Станува збор за возила кои што се со многу моќни агрегати, меѓутоа при тоа со многу мала емисија на CO2, нешто што во светот Toyota е многу познато од една страна, а од друга страна исто така со многу ниска потрошувачка на гориво. Автосалонот Авточајка е еден од најуспешните дилери во продажбата на автомобили од брендот Toyota. Одлична основа за продолжување на успешната приказна на оваа компанија е тимската работа и искуството, одлично обучениот кадар кој континуирано ги следи новите норми во автомобилската индустрија со цел да се задоволат желбите и потребите на клиентите. Авточајка веќе е наш долгогодишен партнер. Ние соработуваме веќе неколку години наназад со него и можам да кажам дека е еден од најуспешните дилери во продажбата на нашите возила и покрај тоа што нели станува збор за еден мултибренд салон, Toyota возилата се можам да кажам и атрактивни, а исто така и вработењето со персоналот на Авточајка продонесува да практично возилата во секој месец практично стануваат се попродавани и попродавани. Овој караван на Toyota започна во Тетово, а ќе продолжи во останатите градови во Македонија. Во Центарот за култура Асном во Гостивар синоќа се одржа пијано рецитал. Пред гостиварската публика настапија ученици од Тетовското музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец под менторство на професор Ајхан Куртов. Имам чест вечерва да ви представам еден од концертите, значи вечерва во Гостивар, значи со ученици од нижиот и средниот оддел. Значи подреден број 1 ќе биде Александар Ристовски, тој е трет од 9, основен оддел. После тоа ќе настапат ученици од специјалниот оддел, како што е Андра Адеми, Тајлан Талими и Шериф Абдурамани. Значи ќе изведат дела од повеќе епохи, како што е барокот, романтизмот,
и ќе има овде дел и од современи автори, како што е К. Баделт и слично. Се надам дека концертот ќе биде успешен и публиката ќе има можност да ужива во него. Во галеријата Култ во Гостивар синоќа беше отворена самостојна изложба на академскиот сликар Симонида Филипова Китановска. Пред гостиварската публика таа се представи со 30 дела работени во техниката акварел. Симонида Филипова Китановска е родена 1965 година во Скопје. Дипломирала на факултетот за ликовни уметности, а е член на Друштвото на ликовни уметници и добитник на републички и интернационални награди. Мен ми е големо задоволство што се представувам тука во Гостивар, прв пат. Инаку се представувам со акварели, 33 акварели мислам дека има. Инаку со оваа изложба со акварелите имав самостојна изложба во Скопје во Мала Станица во јуни минатата година. Само таму беа повеќе, 83 дела. Тука заради просторот се и селектиравме. Настанати се од 2013 до 2015. Инспирација ми е мојот двор, се представени нели птици и цвеќиња и така. На 16 мај на даските што живот значат во Центарот за култура Јантевски смок во Тетово премиерно ќе биде изведена представата Вишновата градина на најпознатиот руски раскажувач и драмски писател Антон Павлович Чехов. Станува збор за урнебесна комедија и потресна трагедија во режија на Саше Серафимовски, а дел од актерската екипа ќе бидат и доаените на Тетовскиот театар Миодраг Николич Панта, Раде Наумчевски и Владо Савески. Вишновата градина од Чехов е всушност најголемото дело на Антон Павлович Чехов, еден од најголемите драматурзи во руската драматургија. Текст кој е напишан 1903 година, своевидна премиера доживува во тогашниот Московски уметнички театар, односно МУТ, 1904 година и дури постои, колку му дојде таму некаде 10 години, 111 години се уште актуелен. Текст кој што зборува за транзиција на едно време, односно време од капитализам во социјализам или од феудализам во некое поотворено општество, секој со своите мисли, нели? Меѓутоа, текст кој говори за распад на едно семејство, односно не со самото семејство, туку распад на еден систем во Русија. Значи, карактеристиката, односно символиката на Чехов е всушност тоа, кај него, во неговите текстови не постои символика во однос изразен во однос на лик, односно на личност или пак на театарска роља, кај него постои символика во самото дело. Во овој случај символиката се состои во самата Вишнова градина, која што на краја сечат, нели? И со тоа завршува една голема руска епоха на руската аристократија, наречена Русија на Раневски и Русија на Гаеви. Значи сосема нови времења во Русија, Русија која што ни самиот Чехов после тоа, иако ја предвидел, нема среќа да ја види како се тоа се одвива понатаму. Ќе ме запознае со еден генерал кој што може да ни даде пари на меница. Ништо нема да направите вие, мил мој Гаев, седете си спокојно, нема да ги платите интересите в банка, седете си мирно, ве молам. Влада тој. Чехов е актуелен во секое време. Значи, ако живееме во некое време каде што
владее некој систем кој што не е еднаков за сите граѓани. Апсолутно било и така тогаш во времето на Чехов. Значи, Чехов поставувал дела според мене вонвременски. Значи дела кои што се уште се актуелни и ден денеска. Се одлучил за овој текст затоа што претежно пресликуваат некои времења на распад на вистинските вредности. Јас не велам дека аристократијата во Русија била вистинска вредност, меѓутоа се знаело ред. Така да, сето тоа што денеска се случува во нашето општество, буквално го имаме, односно сето тоа што се случува во времето на Чехов, буквално денес го имаме во нашето општество. Ние театарот како еден коректор на општеството, како еден коректор на политичките состојби, мора да влие и мора да ја бара својата символика во времето кое што постои. А сепак се наоѓаме во 2015 година и жално е тоа што дури после 111 години од времето на Чехов, времето не мрднало ниту еден чекор понатаму. Ти не ми додевај. Дозволете ми да ве прашам, бил мој Трофимов, за каков човек вие тоа мене ме смятате да ве молам? И за префинетата тетовска публика, јас само можам да кажам дека со отворено срце ги поканувам на 16 мај да присуствуваат на една од најголемите дела на Чехов, Вишновата градина, имајќи в предвид дека во рамките на тетовскиот театар, што на професионално, што на аматерско ниво, изминативе 60 години воопшто не е поставуван. Значи, ова е премиерно, прв пат Чехов да игра во град Тетово. Иначе оваа представа имаме една специфична улога, кај што покрај сите трагични моменти што се дешава во представата, и јас сум, да не речем, еден од двата лика кај што ќе ga скршим малу атмосферата за да се добие овој комичен елемент на публиката. Иначе се однесува до самата представа. Ако збориме за Чехов, кој што е од најдобрите драмски писатели, и за Станиславски дека е тој што прв ја поставил оваа представа, тогаш секој коментар да го трнемо на страна. Остане на тетовската публика да дојде на 16 мај, да присуствува и да ужива. Да ужива од моменти, значи елементи што се трагични и што се тешки како самата земја црна, до комични моменти кај што буквално срцето да ви растрепери од смејање. Не казнувај ме повеќе. Јас во оваа представа го играм ликот на Љубов Андреевна, собственичката на имотот, за кој се разговара и околу кој се одвива и целото действие, како причина да се прикаже секогаш актуелната трансформација како проблем што се отсликува меѓу луѓето, односно тешкиот начин на прифаќање на промените во општеството. Во тој период, преку ова дело се кажува на распадот на тој поредок на аристократија, аристократското живење. И јас, како Љубов Андреевна, го доживувам тој крах на тоа општество многу болно, бидејќи тој животен стил до тогашен треба да прифатам да го прекинам, односно сите настани во општеството довеле да јас се најдам во ситуација на некаков вид на банкрот, односно долгови кои принудуваат јас да се откажам од мојот имот, кој всушност представува мој живот. И свирачите дојдоа кога не треба. И балки редихме во невреме. Но што се тој толку долго град, не разбирам. Веќе се е свршено таму. Имотот е продаден и лицитацијата не се одржала. Зошто не држи толку време во неизвестност? Да, сигурно. Досега сум играла неколку улоги и нормално секој од нив ми е посебно драга, меѓутоа за прв пат играм улога која што главната црта на карактерот е сериозност. Тоа е Варвара Михаиловна, ќерка усвоенка на главниот лик на Љубов Андреевна. Го доживувам ликот како Варја всушност е разумот во представата. Таа цело време со сета сила стоичи цврсто и разумно на нозе, се труди да го извлече семејството со штедливост, одвлекувајќи ги од безразумно трошење на пари, да го
продадат она што најмногу го сакаат и да ги рушат своите корени. Вишновата градина се ја представува фактички нивната, таа е коренот на нивното постоење и она е сериозно загрижена за сето тоа. Сметам дека преку тој лик практично ќе видат гледачите да не ги откриваме сите детали, може би и стои некое решение во ликот на Варија, кое нажалост на крај семејството нема баш рационално да го прогледа. Меѓутоа тоа е тоа. Секое семејство си има своја трагедија и своја судбина, така да повелете на 16 мај, не би сакала повеќе да откривам, сепак нека стои изненадување што на крајот ќе се случи. Кога бiste знаели, знаете колку бе сакам, седнете до мене, убавици мои. Ето така. Нашиот вечен студент милостива моја господја се со господиците, оди? Не е тоа ваша работа. Има скоро 50 години, милостива моја господја, замислете, се уште е студент. Мојата улога е Ања, јас сум ќерка на главниот лик Љубов. Мојот лик е едно девојче што е во тој возрастен свет на проблеми и се наоѓа меѓу сите тие постари ликови, исто како што сум и јас тука во оваа представа. За прв пат сум во театарот и многу сум среќна поради тоа. Мислам навистина нешто прекрасно да се искуси. Мислам дека Ања сака да влезе во новото време, ама сепак е жал поради тоа што сите кои што и се мили на неа сакаат да го задржат тоа старо време. Искрено, мислам стварно навистина сум пресечна што го имам ја имам оваа чест да учествувам во нешто вакво. Овие луѓе ги гледам од кога сум била малечка во театарот и едноставно се уште не ми се верува дека имам ваква чест да работам со нив. Представата е навистина прекрасна, како што и сите други представи на Саше. Мислам стварно нешто преубаво и пак ќе кажам огромна чест да учествувам во нешто вакво. Најмалку 71 човек загинал во земјотресот што го потресе Непал. Силен земјотрес со јачина од 7,9 степени го погоди регионот на околу 80 км северозападно од главниот град на Непал, Катманду. Извештаите велат дека многу куќи се оштетени. Земјотресот бил почувствуван и во Пакистан и во Индија. Авионот на компанијата Turkish Airlines Airbus 320 набрзо по полетувањето принудно слетал на Истанбулскиот аеродром Ататурк. Летот за Милано бил прекинат бидејќи се запалил еден од моторите. Сите патници и членови на екипажот итно се евакуирани по принудното слетување. Нема информации за повредени лица. Повеќе илјади луѓе денеска се собраа во заливот Анзак на турскиот полуостров Галиполе за да им оддадат почит на десеттиците илјади војници загинати во една од најкрвавите битки во Првата светска војна, што се случи точно пред еден век. Британскиот принц Чарлс и премиерите на Австралија и на Нов Зеланд Тони Абот и Џон Ки зборуваа за херојството на војниците. Истоварувањето на Галиполе го означило почетокот на крвавата битка, која траела 8 месеци, а загинале 44.000 сојузнички и 86.000 отомански војници. Целта на неуспешната офанзива било да се обезбеди поморски пат од Медитеранот до Истанбул, преку Дарданелите. Почетокот на битката на Галиполе ја одбележуваат и турците, бидејќи со неа почнало создавањето на модерна Турција. Берлин конечно би можел да го одблокира европскиот пат на Србија и да одобри отворање на првите поглавија во преговорите со Европската унија на есен, најверојатно во септември, објави Вечерње новости. Српскиот весник посочува дека тоа ќе биде клучната порака со која шефот на германската дипломатија Франк Валтер Штајнмајер ќе пристигне во Белград на 28 април. Штајнмајер во Белград ќе пренесе дека Германија позитивно ќе гласа за старт на преговорите, но јуни е преоптимистичен рок, бидејќи има останато уште неколку работи кои треба да се завршат. Берлин очекува Европската комисија конечно да ги одобри акционите планови за Србија за поглавјата 23 и 24 за правосудството, владење на правото и безбедноста, чија трета верзија е испратена во Брисел и на есен би требало да почнат преговорите, посочува Вечерње новости. Еврозоната и Грција немаат право да не постигнат договор, изјави денеска грчкиот министер за финансии Јанис Варуфакис по средбата на министрите за финансии од еврозоната во Рига. Тој призна дека се бавни реформите во Грција. Претходно председателот на еврогрупата Јерун Дејселблум изјави дека Грција треба значително да напредува на планот со реформите, ако сака да ги добие кредитите. Тој посочи дека на Грција истекува времето во кое треба да обезбеди пари за да избегне банкрот.
Денес предпладне имавме променливо облачно време со повремен локален дожд. Попладне имаше намалување на облачноста. Температурите се движеа од 7 до 21 степен. Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Температурите ќе се движат од 9 до 24 степени. Останете и понатаму со програмските содржини на телевизија КИС. Пријатно!